На 96 годишна возраст почина британската кралица Елизабета II. Веста за смртта на најдолготрајниот британски монарх ја соопшти Бакингемската палата. Британското знаме на врвот на палатата беше спуштено на половина копје во 18 часот и 30 минути по локално време. Во текот на денот, голем број луѓе се собраа пред Бакингемската палата да ја дадат поддршка на кралицата, откако лекарите соопштија дека се загрижени за незиното здравје и порачаа дека мора да биде под медицински надзор. По смртта на кралицата, нов крал на Британија е принцот Чарлс, откако Бакингемската палата ја соопшти веста, од кралското семејство издадоа соопштение во име на кралот Чарлс. Длабоко жалиме за смртта на мојата сакана мајка. Знам дека оваа загуба длабоко ќе се почувствува низ целата земја, кралството и Комонвелтот и кај безброј луѓе ширум светот. Во овој период на жалост и промени, моето семејство и јас ќе најдеме утеха во тоа што знаеме колку длабока беше почита и наклонетоста за кралицата. Владеењето на британската кралица Елизабета II траеше 7 децении. Таа важеше за најмоќниот британски монарх, покрај тоа што беше кралица на Обединетото кралство. Таа беше и монарх на 16 земји од британскиот Комонвелт. Владеењето на Елизабета II ги опфати поствоеното штедење, транзицијата од царство во Комонвелт, крајот на студената војна и влегувањето и повлекувањето на Велика Британија од Европската унија. За тоа време се изменија и 15 мина британски премиери, од Винстон Черчил до Лиз Транс, која ја презеде функцијата пред само 2 дена. Новата премиерка на Британија се обрати вечерва пред насобраниот народ пред резиденцијата во Даунинг Стрит и изрази огромно жалење за смртта на кралицата, а својата изјава ја заврши со зборовите: "Господе, чувај го кралот." Нејзината посветеност на должноста треба да биде пример за сите. Таа беше сакана и почитувана од сите во Велика Британија и низ целиот свет. Таа беше човек кој беше лична инспирација за мене и за многу луѓе. Во тешките денови кои предстојат, ние заедно со нашите пријатели низ Велика Британија и светот ќе ја славиме нејзината исклучителна посветеност на должноста. Ова е ден на голема загуба. Денес круната преминува на новиот монарх, новата глава на државата, неговото височество, кралот Чарлс III. Телеграми со сочувство до кралското семејство пристигнуваат од владите од целиот свет. Сочувство изрази македонскиот председател Стево Пендаровски. Незината доживотно определба да му служи на народот, посветеноста и лидерството, дури и во најтешките мигови, ќе бидат трајна инспирација за новите генерации. Велика Британија според претходно подготвениот протокол наречен Лондон Бридж влегува во 10-дневна жалост. Според протоколот, 10 минути по објавување на веста, сите знамиња на јавните згради во Британија беа спуштени на половина копје. Протоколот налага во текот на утрешниот ден принцот Чарлс официјално да стапи на престолот, а државниот погреб на кралицата Елизабета II треба да се одржи на 10-тиот ден по смртта.